Најавените редуцирање од нискобуџетни авиокомпании и Омикрон ќе го ограничат слободното патување. Јаневски е оптимист дека Охрид ќе биде полн со туристи за Нова година. Во Струга потпишан меморандум за општество отпорно на радикални наративи и говор на омраза. Во процесот на превенција од радикализација, клучна е институционалната поддршка. Молдавија покажува интерес за Охрид и Македонија како туристичка дестинација. Се очекува хотелиерите и туроператорите да постигнат договор. Општина Охрид ја става на јавен увид изработената стратегија за млади. По завршувањето, истата ќе биде доставена на Советот за усвојување. Времето утре ќе биде променливо облачно, температурата во интервал од 3 до 7 степени Целзиусови. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.